Здраво, јас сум Јована Андреевски. Денес ќе ви раскажам книгата Миробила прави палавости од писателката Харијат Мункастер, кој исто така илустраторка на оваа книга. Главен лик во оваа книга е Миробила. Миробила е многу палава и полна со енергија. Мајка е вештарка, татко е самовела, но и Миробила и нејзиниот брат Вилбур не прават многу баланс на двете страни. Двајцата многу ја сакаат нивната вештарска страна и двајцата ја обожаваат магијата. Оваа книга се раскажува за самовилскиот бал на таткото на Миробила. Тој им вика на неговото семејство да ја покажат нивната самовилска страна и да не прават магија. Сите му ветуваат дека нема да направат ништо многу вештарско и како се спремаат, Миробила одвои го најде низиното волшебно стапче, кој беше заклучен во еден стар ковчег полн со работи кои не им се ни потребни. Како Миробила се спрема, си замислува за бавата, ја замислува многу досадна, па за секој случај решава да земе 2 напивки за ако е досадно. Влегува во замокот на мајка и кој е полн со различни напивки и зима 2 напивки. Едната напивка е здив од змеј, а другата е едно мало семе кој многу потсеќаш на гердан. Во 8 часот сите беа спремни, како Миробила ја вида нејзината мајка во прекрасен блед виолетов фустан со едноцветно венче на главата, кој се познаваше дека и смета, иако многу го изгледаше. И брат Вилбур носеше виолетова кошула со едно мало цветче на граница. Татко и се разбира беше прекрасен. Излегува надвор, татко играше и неговите крилја и почна да лета, додека останатија дел од семејството ги зема нивните метли и почна да лета. Кога стигна таму, Миробила се затрча кон Исидора и почна да ги јадат сите сладки што таму ги имаше. Најмногу и се допадна самовилската шекерна волна. После им стана досадно, па Исидора почна да си прави цветни венчиња. На Миробила и беше досадно и се сети на 2 напивки што ги носеше со себе, па реши дека е досадно да направи малце магија. Па ја покани Исидора, но Исидора знаеше дека кога ќе оди со Миробила да играат, секојаш запаѓа у неволја. Па Миробила сама си отида во шумата и почна да ја прави напивката. Првен го вади здивот од змејот и почнува да го става во нејзината чизма, бидејќи немаше котел. Па го вади чудното семе, што многу ја потсеќаше на гердан и го става. Како што гледа малце е празно, па го зима нејзиното цветно венче и почнува да ги става цветовите таму. Стави малце листови и на крај настана 5 огромни змејови направени од листови. Миробила не беше многу воодушевена, дека знаеше кога да ги дека си отиде, па змејовите ќе отидат длабоко во шумата и никој нема да види дека правела магија. Во тој момент, како гледаше во чизмата кај што беше магијата, гледа една многу чудна топка, виолетова топка, и како што гледа почна да се размножува. Расте нозе, раце, канџи и крилја. И на крај настана едно пресладко мало змејче. Миробила веднаш сакала да го вдоми. Дури му смислила име. Виолета, сигурно по бојата на неговото тело. Кога се свртала позади, ги немаше змејовите, но не беше многу воодушевена. Дека мислела дека си отишла длабоко во шумата и нема да западне у невоја. Но како се враќа да се стопи на огнот, ги гледа 5 змејови како летаат во воздухот, додека останатите самовили, исплашени, бегаат и трчаат. Мајката на Исидора веќе знаела дека Миробила го сторила ова, па веднаш однела во најблиската шума и почнала да ја прашува зошто има 5 огромни змејови. Миробила ја објаснила, знаела дека ќе биде досадно, па решила да земе малце напивка. Мајка дека знаела дека Миробила ќе направи нешто, земала некоја волшебна напивка што може све да направи да исчезне. И мајка и дури го смали нејзиниот котел и сега го зголеми за да почнат да го прават